Расте бројот на кардиоваскуларни заболувања во Македонија. Загрижува фактот што бројката на млади луѓе со овие заболувања е многу голема. Според податоците на Светската здравствена организација, 18 милиони луѓе годишно умираат од овие болести. Најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните заболувања се сметаат: зголемен крвен притисок, покачен холестерол, зголемена телесна тежина, лоша исхрана, пушење и недоволна физичка активност. За жал, бројот на кардиоваскуларни заболувања се повеќе и повеќе расте. Македонија тука не заостанува позади светот. Кардиоваскуларните заболувања се број еден убиеци во Македонија на населението. За жал, во Македонија бројката на млади пациенти кои што се со кардиоваскуларни заболувања е многу голема. Речиси 60% од пациентите кои што ние ги имаме кај нас во нашата медицинска дата база се пациенти кои што се на возраст од 40 до 50 години. Тоа значи дека заболувањата на кардиоваскуларниот систем и како представуваат опасност за работоспособноста на населението. Лекарите сметаат дека недоволната едуцираност е причина за голем број смртни случаи од кардиоваскуларни болести. За навремено откривање и спречување на овие болести, тие препорачуваат поголема физичка активност, но и правилна исхрана. Како и со што човек може да си помогне себе си за да го одложи моментот на настанување на кардиоваскуларно заболување. Интересно е што и процентот на млади пациенти кои што имаат заболување на васкуларни се мисли на периферните крвни садови и на каротидите, се исто така во пораст. Забележана е пораст и на бројката на пациенти кои што веќе доаѓаат на преглед, за жал со формирани рани на нозете како резултат од пореметена циркулација, што значи дека многу е пропуштено во моментот кога превентивата може да направи нешто да не се појават вакви инвалидности меѓу населението. Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смрт на глобално ниво и ги зафаќа најмногу земјите со низок и среден приход. Во рамките на незаразните болести, кардиоваскуларните болести заедно со малигните заболувања се причина за речиси 3/4 за смртноста во европскиот регион.